Како и најавивме, гостин во денешното издание на вестите главниот државен ревизор Максим Ацевски. Благодарам што се одзвавте на нашата покана да бидете гостин во нашите вести. Благодарам и вам, поздрав до вашите гледачи. Во текот на 2023 година Државниот завод за ревизија изврши 66 ревизии со констатирани состојби и дадени препораки, сите содржани во 100 ревизорски извештаи. Кои се најактуалните прашања од интерес на јавноста кои произлегуваат од овие извештаи? Благодарам на прашањето. Ние со годишниот извештај за извршените ревизии за работа на Државниот завод за ревизија издадовме извештај кој што во суштина и содржат клучните утврдени состојби за работењето на Државниот завод за ревизија, но во суштина и за начин на користење јавните средства и јавните финанси, односно средствата на даночните обврзници. Ако забележите на самиот почеток на годишниот извештај во моето обраќање, со сврнување на капиталните инвестиции укажувам вредноста дека самите капитални инвестиции има додадена вредност, доколку обезбедат навремени, квалитетни и континуирани услуги за граѓаните на нашата држава, и тоа упатува дека клучно прашање кое што се осврнува во годишниот извештај за работата на Државниот завод за ревизија, начин на користење на јавните средства во делот на капиталните инвестиции, каде што свесни сте дека во преходниот период испадна и беше објавен самиот конечен ревизорски извештај, каде што како Државен завод за ревизија, односно како врховна ревизорска институција, имаме сериозни укажувања за начинот на користење и начинот на управување со капиталните инвестиции, укажуваме за последиците кои што настануваат за несериозниот пристап во начинот на управување со даночните средства, но и последиците во делот оно што значи губење на грантови и плаќање на казнени пенали и споредни трошоци во делот на неповлечените кредити. Исто така, објавуваме ревизорски извештаи кои што се од областа на ревизијата на успешност, тоа се однесува на начинот на користење или задржување на високообразовните кадри во нашата држава, начинот на поврсување на услугите или давање услуги на граѓаните по електронски пат. Потоа имаме ревизии кои што се однесуваат на користењето на минералните суровини и така натаму. Со еден збор, сеопфатни информации за начин на користење, даваме информации за ревизијата на буџетот на државата, даваме информации за буџетот на Фондот за здравствено осигурување, за буџетот на Фондот за пензијско инвалидско осигурување, за Агенцијата за вработување и така натаму. Со еден збор, целокупното работење на Државниот завод за ревизија може да го пресликаме или да го објасниме во првите 7 страни од годишниот извештај, каде што во суштина постапувајќи согласно меѓународните стандарди НИНТО-САИ 512, додадена вредност од работата на врховната ревизорска институција и правење разлика во животот на граѓаните, искажуваме повеќе индикатори за нашето работење, со кое што кажуваме дека како врховна ревизорска институција даваме силна поддршка и препораки за начинот на користење јавните средства, даваме информации за степенот на неуплатени средства во буџетот на државата, даваме информации за степенот на неуплатените средства во буџетот на општините, даваме информации за жал за незаконското користење на средствата, кое што исто така е висок износ, даваме информации за неправилностите во доделувањето на договорите за јавни набавки, даваме информации за степенот на изгубените грантови кои што меѓународните донатори не ги дали, а во суштина надлежните органи не можеле или не знаеле да ги искористат и како такви сме ги изгубиле. Даваме информации за платените провизии, за неповлечените средства од кредити и така натаму и повеќе други информации. Во делот на оно што значи за видовите на ревизиите, давам информации за целите за одржлив развој, како ревизија на успешност заедно со Врховната ревизорска институција на Србија спроведовме паралелна ревизија која што спроведовме ревизија на подготвеноста на државата за спроведување и имплементација на целите за одржлив развој. Морам да истакнам дека Државниот завод за ревизија е носител на активностите во паралелната ревизија со Врховната ревизорска институција на Албанија и Врховната ревизорска институција на Косово во делот на што значи ефектите и подготвеноста на државата да помогне за таблирање на руралната жена на пазарот на труд. Исто така, за прв пат во историјата на Државниот завод за ревизија имавме можност како Врховна ревизорска институција да го презентираме овој конечен ревизорски извештај пред самите ревизорски активности во организација UN Women во седиштето на Обединетите нации.
така да давам информации за изразените ревизорски мислења. Морам да кажам дека и понатаму имаме ревизорски мислења кои што превладуваат со негативно мислење или воздржување давање на мислење што патува на начинот на подготвување на финансиските извештаи, на начинот на користење на јавните средства. Давам информации за висината на ревидираните јавни приходи и јавни расходи на наше општо задоволство. Тие се зголемени процентот на фатени ревидирани јавни приходи и јавни расходи. Давам информации за степенот на преземените мерки, подадените препораки од страна на Државниот завод за ревизија, имајќи предвид дека во суштина оваа година имавме и парламентарни и председателски избори. За жал, степенот на преземени мерки, подадените активности во споредба со претходните години е намален, меѓутоа сепак задоволува. Даваме информации за транспарентноста на Државниот завод за ревизија, кој што морам да кажам дека Државниот завод за ревизија со преземените активности, донесената стратегија за комуникација со засегнатите страни во суштина представува лидер во регионот и пошироко. Морам на задоволство да истакнам дека во суштина на Врховната ревизорска институција на нашата држава представува пример за другите врховни ревизорски институции. Даваме подршка на други врховни ревизорски институции, го пренесуваме нашето знаење во начинот на детектирање на засегнатите страни, во начинот на комуникација со засегнатите страни, со медиумите и други засегнати страни. Даваме информации за присутноста на Државниот завод за ревизија на социјалните мрежи, каде што навистина представуваме институција за пример, вклучувајќи и повеќе држави во Европската унија, каде што предначиме во таквиот пристав. Ако и погледнете само бројот на посетеност на веб страната во 2020, кога сме имале 48.000 посети, во 2023 година сме имале 144.000, тоа значи зголеменост од 1:3. Ако ги погледнеме податоците со кои што располагаме во овој момент за посетеност на веб страната заклучно со 6 месец 2024 година, се движат некаде околу 111.000, тоа укажува дека ние за 6 месеци веќе 2022 година сме ја надминале за цела година и така натаму. Ако и погледнеме податоците за присутност на Државниот завод за ревизија во медиумите, во порталите, во давањето изјави во медиумите и така натаму, предничаме како институција. Ако се споредиме со други држави во регионот, вклучувајќи и други држави во Европската унија, констатираме дека сме лидери во повеќе области во кои што во суштина сакаме нашиот производ, односно информациите содржани во конечниот ревизорски извештај да дојдат до даночните обврзници, до пошироката јавност, бидејќи има една изрека која што се практикува во сите американски држави, судот на јавноста е најголем суд без разлика што надлежниот суд ќе донесе соодната пресуда. И само ќе ми дозволите уште една информација, она што е најинтересно, што би требало да бидат загрижени сите надлежни органи кои што се наведени во овој преглед, а тоа е степенот на искористени кредити и земени заеми, каде што даваме информација за висината на заемот и кредитот, степенот на искористеност на таквите кредити, каде што имаме да речеме искористеност некаде 100%, меѓутоа имаме искористеност 46%, имаме искористеност 17%, 22%, што е тоа жалосно, и на крај истакнуваме за висината на платените казнени пенали. Во суштина очекувам актуелната извршна власт сериозно да и погледне овој информации, да преземе активности во делот на утврдување на причините за ваквата состојба и преземање мерки за подобрување на квалитетот и знаењето на единиците за управување со инвестиционите проекти, бидејќи навистина ова е жалосно што се случува. Слушајќи ве, констатирам дека се работи за една обемна операција со голем зафат. Како институција, колку имате капацитет кадровски да ги решите сите овие? За жал човечките ресурси не се на соодветно ниво. Морам да кажам дека во периодот кога ја преземав институцијата да раководам со истата, имајќи во предека во преходниот период 21 година бев вработен во Државниот завод за ревизија и овие сега наредни неколку години како главен државен ревизор, имавме состојба на вработени каде што приближно изнесуваше 80, меѓутоа во овој момент имаме 120 вработени, не вклучувајќи го бројот на вработени кои што замина од институцијата и бројот на вработени кои што се пензионирани. За овој период можам да кажам дека имаме преку 40 вработувања, што не е мала бројка, меѓутоа не задоволува со однос на она што имаме потреба, бидејќи потребна број на вработени е преку 250 вработени.
Ова кажувам од причина што започнувајќи од 1.1.2026 година е едно од барањата на процесот на пристапување на нашата држава кон Европската унија во суштина да се изврши ревизија на сите јавни предпријатија и акционерски друштва во сопственост на централно ниво и локално ниво и на сите единици на локална самоуправа. За таа активност ќе ни требаат најмалку уште 90 вработени, меѓутоа очекувам во разговор со надлежното министерство, односно со Министерството за финансии, сукцесивно во наредниот период да преземеме активности, да се вработат потребниот број на вработени, бидејќи не смееме да направиме упад во бројот на вработени во Државниот завод за ревизија. Кога веќе зборуваме за вработеност, тоа би требало да биде некој стручен кадар. Вашата институција деново излезе со констатација дека Македонија губи дури 8,34% од бруто општествениот производ секоја година како резултат на масовниот одлив на мозоци од земјата. Колку е алармантно за нас како држава? Алармантно е многу, но јас би сакал да укажам дека треба сериозно да пристапиме кон оваа состојба. Миграцијата е процес кој што е на светско ниво и ние како држава не може да гаиме илузија дека ќе спречиме миграцијата, бидејќи таа не се спречува, меѓутоа може како држава да преземеме активности, да ја преневираме и да ја доведеме на едно прифатливо ниво, создавајќи услови за забавување на тој процес на одлив на високообразовните кадри и за задржување на најголемиот број на тие високообразовани кадри. Според сознанијата и според извештајот на Меѓународната организација за миграција, нашата држава е рангирана во топ 20 држави во светот каде што по бројот на миграцијата. Според извештајот на Светска банка, 40% од високообразовните кадри ја напуштаат нашата држава, а според индексот за глобален одлив на мозоци, нашата држава во рамките на 41 држава на ниво на Европа е во топ првите 5 држави. Тоа укажува на сериозниот број на луѓе кои што заминуваат од нашата држава. Според податоците од Државниот завод за статистика во последните 9 години на годишно ниво заминуваат по 90 високообразовани кадри. Меѓутоа, за да имаме по реални бројки, за да утврдиме одредени дополнителни показатели кои што ги нема од надлежните институции, Државниот завод за ревизија во соработка со меѓународните донатори ангажиравме експерт од рамките на академската заедница, каде што направи 2 истражувања, и тоа за бројот на ориентациониот број кои што заминуваат како високообразовани кадри, и другото истражување на цената на чинење што не чини за она што значи вложување во едукацијата на тие високообразовани кадри од еден аспект, и цената на чинење што како крајен негативен ефект го губи државата од заминување на високообразовните кадри. Жалосно е, но морам да истакнам дека таквите податоци се поразителни за нашата држава, укажуваат дека годишно 2500 високообразовани кадри заминуваат од нашата држава и воопшто не се враќаат. Потоа, според податоците кои што цената на чинење за едукација на високообразовните кадри започнувајќи од нижа основно, средно и високо образование, цената на чинење изнесува некаде околу 340 милиони евра, а додека вкупниот негативниот трошок, односно опортуниот трошок за она што значи изгубени плати, изгубени даноци и придонеси, изгубена потрошувачка, бидејќи според податоците кои што се направени во самото истражување, секој 1 денар плата оди 0,60 денари за потрошувачка и 0,40 денари за штедење. Тоа значи дека 0,60 денари кои ќе пуштите во оптек по фазата на мултипликација, бидејќи тој денар понатаму се врти и понатаму создава додадена вредност, изнесува дека некаде околу 530 милиона евра имаме загуба по основ на изгубени плати, даноци, придонеси и потрошувачка, и се до тоа кој ќе земете доаѓа некаде околу 840 милиона евра годишно да не чини одливот на високообразовани кадри, или приближно 1 милиарда евра на годишно ниво е вкупната штета во однос на она што значи загуба на државата.
Често пати се поставува прашањето кој се треба да преземе мерки и често пати се мисли дека само треба надлежните државни органи да преземат мерки. Мислам дека тоа е многу погрешно видување и погрешен заклучок и тука во суштина треба да се инволвираат сите засегнати страни, не само надлежното Министерство за образование, не само владата, не собранието во донесување на закони и така натаму. Тука треба да се вклучат и самите универзитети во создавањето и факултети во создавањето на услови за обезбедување на соодветни услови за истражувачка дејност, соодветни услови за едукација на тие високообразовани кадри. Тука треба да се вклучат и сите надлежни институции во јавниот сектор за генерирање на соодветни услови и давање на услови на граѓаните, вклучувајќи давање на услови на високообразованите кадри и секако да не ги заборавиме приватни правни субјекти кои што треба да бидат заинтересирани за апсорбција на овие високообразовани кадри. Бидејќи треба да имаме на ум, секој приватен правен субјект треба да биде заинтересиран за задржување на најквалитетни високообразовани кадри, нивно инволвирање во нивната дејност и секако носење профит за таа компанија. Но тоа во исто време значи и соодветно вреднување на трудот на таквите високообразовани кадри. Погледнете што ни се случува во делот на високообразованите кадри од областа на информатиката. Ние како држава во суштина не изградивме политики и мерки во јавниот сектор за задржување на информатичарите. Погледнете што направи приватниот капитал и што направија приватните компании од меѓународната заедница. Не ги абсорбираа сите најквалитетни високообразовани кадри во делот на информатиката. Во суштина ние не сме свесни дека треба да направиме прилагодување на пазарот на трудот и да обезбедиме соодветно вреднување на трудот на таквите кадри. Ќе ве молам само ако може да довршам. Во истото време сакам да укажам дека истото тоа се однесува и на државните ревизори, истото тоа се однесува и на внатрешните ревизори, се однесува и на сметковителите и така натаму, и на сите останати професии за кои што треба долгогодишна едукација и создавање на такви профилирање на такви кадри. Вие не може да создадете државен ревизор, да создадете сметководител во јавниот квалитетен во јавниот сектор доколку не вложувате постојано, континуирано и не обезбедите соодветно негово вреднување. Што се случува во овој момент во системот на наградување на платите? Вработен во Министерството за финансии раководител на сектор, подеднакво е вреднуван, освен ако не иземеме овие 30% дополнување на со нивниот колективен договор, подеднакво е вреднуван со раководител на сектор во општина Пласница. Секој земам пример, без да се навредат колегите од општината Пласница, меѓутоа, обемот и квантумот на работа во таа единица локална самоуправа која што има не повеќе од 3000 жители и обемот и квантумот на работа на еден раководител на сектор Министерство за финансии кој што има клучна улога во нашата држава и општеството не може да биде подеднакво вреднуван. Мора да направиме систем на вреднување според резултатите и според работните обврски. И дали сега сите овие чинители во државата кои треба заедно да работат да го поправат ова, ги имаат овие препораки? Сите чинители ги имаат овие препораки. Вие знаете дека конечниот ревизорски извештај е јавно објавен, јавно достапен. Мислам дека се направи најголема присутност на овие информации во медиумите, во пишаните портали, електронските портали или така натаму. Мислам дека за овој извештај веќе втора недела континуирано се зборува низ медиумите. Втора недела како главен државен ревизор веќе присуствувам во повеќе телевизии и укажувам и мислам дека сето ова дека треба да крајно време да се свати не само од јавниот сектор, него треба да се свати од приватниот сектор, бидејќи ако вие имате приватна компанија, се занимавате со информатика и вие задржите високо образован кадар кој што во суштина го бара и меѓународна компанија, вие треба да бидете свесни дека во суштина барем приближно еднакво треба да му парирате на меѓународната компанија со она што значи наградување. Еве да ви кажам искрено, мојот син е информатичар. Тој работи од дома и заработува далеку повеќе од она што јас заработувам. Така да државата и надлежните органи и приватните компании и сите засегнати страни во суштина треба да се запрашаме што е тоа што треба да го направиме, што е тоа што треба да создадеме квалитетни услуги на граѓаните во јавниот сектор и што е тоа што направиме во реформа на системот на плати, бидејќи секој на крајот на криштата се запрашува а колку јас заработувам. Така. Господин Цевски, вашата институција соработува со собранието и во овој дел би сакал да ве прашам во кој насока може да се зајакне оваа соработка за
разгледување на ревизорските извештаи? Јас морам да истакнем благодарност до сегашниот период за одличната и професионална соработка со собранието. Знаете дека на 21 октомври 2022 година го подпишуваме меморандумот за соработка помеѓу собранието и Државниот завод за ревизија. Од тој период интензивно почнавме да соработуваме и да се одржуваат настани. Јас можам да се навратам на неколку активности, каде што да речеме на 14.3.2023 година беше раздаден годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за 2021 година, каде што имавме одлична дискусија и во Комисијата за финансирање и буџет и во пленарната седница. Секој годишен извештај започнувајќи 2020 досега е усвојуван едногласно. Има одлични заклучоци кои што се донесени и кои што се однесуваат на субјектите предмет на ревизија. Потоа да кажеме дека на 3.4.2023 година сме имале работилница со парламентарната буџетска канцеларија и парламентарниот институт. Потоа на 12, 13 и 16 октомври 2023 година се сеќавате имавме расправа во Комисијата за финансирање и буџет за конечните ревизорски извештаи за јавната здравствена установа онкологија, каде што за жал таквите заклучоци не поминаа на пленарна седница. Искрено верував дека ќе се смокне сили да се расправа на пленарна седница. Потоа на 18 и 19 октомври 2023 година имавме работна средба со членовите на Комисијата за финансирање и буџет, каде што разговаравме за конечниот ревизорски извештај за основен буџет. Потоа во текот на 15.11.2023 година повторно се разгледуваше годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за 2022 година, каде што на моје лично задоволство и на задоволство моите вработени, зашто искажувам огромна благодарност за вработените и мојот тим во Државниот завод за ревизија. Во рамките на разгледувањето на овој годишен извештај имаше уште 4 други ревизорски, односно годишни извештаи. За жал, тие годишни извештаи поминаа за 15 минути без никаква расправа. За извештајот на Државниот завод за ревизија се расправаше некаде повеќе од 4 часа, имаше повеќе од 34 дискутанти и повторно тој годишен извештај се донесе едногласно. Силно верувам дека и овој годишен извештај кој што стои пред нас, кој што се несува за 2023 година, ќе биде предмет на разгледување. Јас веќе разговарав со претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, со господјата Лукаревска, да биде предмет на дискусија. Очекувам дека во наредниот период ќе биде ставен на разгледување. Има голем број интерес од пратениците каде што побараа хартиена верзија на годишниот извештај и силно верувам дека повторно ќе имаме една квалитетна дебата во Комисијата за финансирање и буџет, ќе имаме квалитетна дебата на пленарна седница и ќе имаме силна порака до субјектите предмет на ревизија дека тоа не се нивни средства, дека тоа се средства на даночните обврзници, дека треба сериозно да се размислат за начинот на користење и менеджирање со јавните средства и велам мора да размислиме, мора да ги убедиме нашите даночни обврзници, мора да ги убедиме нашите граѓани дека јавните институции постојат за граѓаните, а не граѓаните за јавните институции и мора да им дадеме ветување и да им дадеме гаранција дека нашите граѓани ќе добијат квалитетна услуга. Често пати го давам примерот со клиничката болница Штип и кога велиме да се раскинал договорот со клиничка болница Штип и постапката е на арбитража, ќе изгубиме неколку милиона евра или нема да изгубиме, ќе видиме тоа како ќе каже надлежната арбитража. Меѓутоа не е само финансиските средства, мора да ги гледаме пошироко работите. И го поставуваме прашањето: дали имаме клиничка болница во Штип? Немаме. Дали имаме квалитетна здравствена услуга на граѓаните Источна Македонија? Немаме. Каде ги упатуваме тие граѓани за остварување на здравствената заштита? Во клиничкиот центар во Скопје. Дали имаме дополнителен прилив на граѓани на клиничкиот центар во Скопје? Да, имаме. Дали постојниот лекар во било која област? Дали е онкологија, дали е радиологија, дали е трансфузија, не знам било која област, да не ги наведувам сите области од областа на медицината, дали тој лекар сега ако требало да прегледа во текот на денот 10 пациенти, треба да прегледа 15? Да. Дали тоа значи намалување на времето кое што треба да го посвети за еден пациент? Да. Дали тоа влијае на квалитетот на здравствената услуга? Да. Тогаш е крајниот ефект значи послаба и понеквалитетна здравствена услуга на сите граѓани во нашата држава. Тоа е крајниот ефект. Освен финансиските средства, значи и квалитетот на здравствената услуга. Погледнете го конечниот ревизорски извештај за магнетен резонанс. Во 2027 година имаме 7 магнетни резонанси, 7 компјутери.
Во 2023 година имаме 14 магнетни резонанси, односно 14 компјутери. За тие 7 компјутери државата издвоила 13 милиона и 500 евра средства данъчните врзници од буџетот на државата. Бројот на извршени прегледи во 2017 година и бројот на извршени прегледи во 2023 година е ист. Тоа значи, напразно во ветар сме дале 13 милиона и 500 илјади евра средства на данъчните врзници за нешто што не сме го стварили. Односно, не сме дале квалитетни здравствени услуги на граѓаните. Дали вие како граѓани ќе се чувствувате задоволно ако го чекате резултатот од снимањето на магнетна резонанса да го биете за една недела, да го биете за 3 месеци или да го биете за 399 дена, како што има утврдено државната ревизија. Мислам дека е тоа сериозен податок, мислам дека е тоа жалосна состојба и мислам дека сите надлежни министерства и сите чинители во јавниот сектор треба да се запрашаат. А што тоа ние правиме да нашиот граѓанин се чувствува задоволен, да нашиот граѓанин се чувствува сигурен во делот она што значи остварување неговите права. И за на крај, кои се приоритетите на кои ќе се фокусирате како институција во наредниот период, како Државен завод за ревизија? Видете, нашите приоритети во суштина е чувар на јавните средства. Тоа е нашето лого кое што секогаш го кажувам. Ние мора да пратиме силна порака до нашите данъчни врзници дека има врховна ревизорска институција, дека има институција во јавниот сектор која што е најтранспарентна, најдобра и која што има најдобри резултати остварено во националниот систем за интегритет. Мора да веруваат граѓаните дека има некој кој што го ревидира начинот користење на нивните данъчни средства и мора да веруваат дека има институција која што се грижи за нивните услуги, кои што ќе каже на кој начин и како се користат данъчните средства. Мора да работиме во делот на превенцијата на корупцијата и мора да работиме во начин на управувањето со јавните финанси. Нашето постапување уредено со стратешките документи. Имаме повеќе стратешки документи, меѓу кои што е стратегијата за развој на Државниот завод за ревизија, во делот она што представува определување на наши стратешки цели во визијата во наредниот период. Во делот на утврдување на субјектите предмет ревизија имаме упатство за стратешко планирање, имаме упатство за планирање на ревизиите и секого тоа се она што значи усогласување на нашето работење со целите за одржлив развој, усогласување со нашето работење со целите на Сигма, бидејќи секоја година представуваме предметна еволуција од страна на Сигма и она што значи наш приоритет. Превенција на корупцијата, давање совет за начин на користење на јавните средства и она што значи давање совет за начинот на користење и управување со капиталните инвестиции, бидејќи чувствуваме дека тука имаме најслаби резултати како држава. Значи, вие ја имате направено вашата работа, обемна работа, констатирани состојби, да се надевам дека државните чинители ќе ги земат предвид па да ги поправат тие аномалии кои се наоѓаат во вашиот извештај. Јас верувам дека и законодавната извршната власт ги преземат потребните мерки и силно верувам дека и надлежното јавно обвинителство со кое што имаме одлична соработка ќе ги земат во предвид и сите овие укажувања, бидејќи кога зборуваме со останатите соговорници, силно секогаш кажувам дека нашата улога во суштина секогаш треба да биде превентивна и секогаш треба да преземеме превентивни активности со цел да ги смениме начинот на размислување, начинот на управување на користењето на средствата, но за оној дел, мал дел, што во суштина не ќе успеат да се трансформираат, не ќе успеат да го сменат својот мајндсет на размислување, секако и тука јавното обвинителство кое што за сите конечни ревизорски извештаи кои што ќе бидат доставени, за кои што ние ќе изразиме сомнеш да ги истражат и да ги докажат таквите несоодветни постапувања, а надлежните судови да изречат соодветна мерка во која што секако ќе биде, се надевам, не репресивна, него воспитна, бидејќи ние мора да покажеме дека во суштина функционира системот на правда, функционира судството, функционира јавното обвинителство и морам да кажем, повторно велам, ние имаме одлична соработка со јавното обвинителство. Ако во 2020 година не можевме да добиеме податоци за степенот на преземени мерки по доставените конечни ревизорски извештаи, во 2024 година добивме информации во рок од 5 дена,
што значи досега не се случила таква брзина и ефикасна реакција на јавното обвинителство. Од она што добиени податоците за преходните 3 години, степенот на прифатени конечни ревизорски извештаи за кои што се води истрага или се докажани веќе одредени сомнежи кои што ги изразил Државниот завод за ревизија изнесува 85%. Додека за годишната програма и доставените годишни конечни ревизорски извештаи до јавното обвинителство согласно годишната програма за 2023 година, за од 11 конечни ревизорски извештаи добиени повратни информации, 10 конечни ревизорски извештаи се прифатени и постапуваат. Тоа значи степен на неприфатеност или квалитет на работа на Државниот завод за ревизија повеќе 95%, што укажува на високо професионален однос на вработените во Државниот завод за ревизија, за што јас повторно искажувам благодарност, а верувам дека надлежните органи и државата ќе има слух и разбирање за вреднување на нивниот труд, за создавање на соодветни услови за работа и соодветно етаблирање во општеството и пошироко. Господин Ацевски, благодарам многу за вашето време и што бевте гостин во вестите на Собранискиот канал. Благодарам и вам, ви посакувам успех во работата.